Мене ме задоволство што повторно сме денес тука на отварањето на четвртата, би рекол четвртиот настан кој што беа потенцирани првите земјоделски задруги, ИПАРД кредитирање, ова особено важна тема и затоа со задоволство како и на претходните две сме денес тука на самото отварање на оваа работна сесија која што е посветена на семејното земјоделство, што представува една од актуелните теми и на ниво на Европската Унија. Министерството прави големи напори да ги поддржи и да го поттикне развојот на руралните средини и тоа се прави преку програмата за рурален развој на кој што оваа година посветивме значаен период на подготовки и веќе ќе започнеме со подготовка на програмата за рурален развој за 2020 година, многу понавремено од било кога, се со цел да навистина правиме притисок да се креираат мерки во сите овие теми кои што за нас се особено значени, во делот на ИПАРД, особено може да се каже дека сме лидери во регионот по податоците, бројките кои што ќе бидат дел од ова денешно излагање. Сметам дека тоа беше една и првата тема, но и една од најголем интерес кој што предизвика и кај медиумите и е сосема мислам денес приликата да се потсетиме и во тој дел ги подвлечеме резултатите кои што особено во делот на ИПАРД беа постигнати во претходниот период. Нашите регистри кажуваат за вкупна бројка од 170.523 земјоделски стопанства, од кои што на 36.000 се носители жени, а вкупната дигитализирана обработлива површина во Република Северна Македонија на 233.000 хектари со просечна пак површина од 0,52 хектари по едно македонско земјоделско стопанство. Ова покажува на потребата од потекнување на дополнителна дејност и диверзификација на земјоделските и неземјоделските активности со цел задржување на населението во самите рурални средини. Искуството од другите земји покажуваат дека со насочување на политиките кон одржлив развој и поддршка на семејното земјоделство се зголемуваат економските и социјалните придобивки на населението. Законот за земјоделство и рурален развој го дефинира семејното земјоделско стопанство, кој представува самостојна стопанска и социјална единка која се заснова на комбинација од управување и собственост или користење на земјоделскиот имот од членовите на семејството. Министерството интензивно работи, како што кажав, на мерки за поддршка, креирање на мерки за поддршка на руралните средини, особено преку програмите за финансиска поддршка, каде што се фатени семејните фарми и стратешките определби за нивниот развој. Новите мерки во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, меѓу другото, овозможуваат и развој на семејното земјоделство. Во програмата за директни плаќања од оваа 2019 година, 2018 година, да потенцирам, ни се одвиваше проектот со Европската Унија за скенирање на импактот на субвенциите и на програмата, националните програми во делот на земјоделството. Имаме оваа година добиено точни препораки што е тоа што треба да го промениме и како да се прилагодиме на заедничката земјоделска политика на Европската Унија, која што оваа година па е пред нов предизвик за носење на новата 2021-2027, но мислам дека ова е прва година во која што направивме конкретни чекори и знаеме што е тоа што ќе го направиме во последните години. Токму мерката која што оваа година е издвоена во програмата за субвенционирање, односно програмата за финансиска поддршка, согласно насоките на Европската Унија, значи се воведе мерката за малите земјоделци. И тоа оваа година веќе е влезено во самата уредба програмата и оваа мерка ги издвојува сите оние кои што или ги поддржува земјоделците кои што поседуваат обработлива површина земјоделска со големина од 0,2 декари до 1 хектар со градирање до 0,5 и од 0,5 до 1 хектар. Ова е нова мерка и од посебно значење, би рекол, за развој на малите земјоделски стопанства, заради тоа што со самото издвојување на мерката за сите земјоделски производители кои се ставени во еден куп, би се рекло, со многу поедноставни процедури кои што очекуваме,
ако што ќе донесете за побрза исплата на субвенциите, но со самото одделување на мерката обезбедена е поддршка, зголемена поддршка од 130 милиони денари. Овие земјоделски стопанства се 13.000 на број. И тие се тие кои што навистина треба да направиме се за да ги први задржиме во руралните средини, да не се откажат од земјоделското производство. Затоа ги одделуваме во една категорија и ја зголемуваме поддршката. До 0,5 хектари мислам дека 6.000 денари, до 1 хектар 12.000 денари, односно обезбедена е околу 2,5 милиони евра поголема поддршка директно, кој што преку програмата за директна поддршка ќе стигна до овие 13.000 земјоделски стопанства, кои што се мали, ситни, но се е прв чекор за да ги одделиме во самата програма и да ставиме посебен акцент да ги задржиме во руралните средини и паралелно на тоа да креираме нови мерки и политики како натаму да се поддржуваат и останатите категории. Во следните години веќе е зацртана 2020 мерката за млади земјоделци преку програмата за директна поддршка. Веќе интензивно работиме, разговараме, дебатираме и тоа е потребно учеството на сите за воведувањето на зелените шеми. Во следните години се тоа што се препораки на Европската унија и наше прилагодување кон тоа. Оваа година ја најавивме со измени на Законот за земјоделство и рурален развој, посебно мерката за поддршка на руралните жени. Мораме програмите да ги направиме родово сензитивни. Ние ноќески имавме седница на влада која што траеше до Сабајле и една од клучните теми беше прилагодување на сите програми да бидат родово сензитивни и сметам дека ова е година во која што и ние даваме значаен прилог кон тоа со промени во соодветните политики. Ќе напоменам мерката која што со измени во Законот за земјоделство и рурален развој ја најавивме, тоа е зголемување на поддршката за младите фармери од 10 на 20.000 евра со дополнително промени во соодветните критериуми, отстранување на границата од 18 месеци за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства и отварање на ова мерка за повеќе млади луѓе кои што треба да ги задржиме во руралните средини и поделба на мерката на две подмерки за преземање на постоечко стопанство и за стартап бизнис во самото земјоделство. Сметаме дека ова значајна и дуплирана поддршка од оваа година ќе даде значаен импакт и во остварувањето на целите за задржување на младите луѓе во руралните средини. Значајно е што оваа година издвојуваме два пати поголема поддршка за нашите за мерката за организирање и спроведување на саеми во и надвор од државата. Ова е прва година во која што ќе се фокусираме на заштита на традиционалните производи како посебна мерка. Прва година во која што ги поддржиме локалните акцијски групи кои што ги се акредитираа минатата година. Оваа година 14 такви локални акцијски групи кои што делуваат во руралните средини ќе добијат директна поддршка за реализација на своите стратегии, како што кажав, дополнително мерките за поддршка на активниот женски член во земјоделското домаќинство, но со промените кои што веќе ги најавивме за поддршка на локалните земјоделски производители и семените фарми. Секако силен инпут, како што кажав и на почетокот. Прва ваква работилница беше посветена на почетокот на годината во март во собранието на ИПАРД. Сметам дека значаен инпут во развојот на руралните средини ќе дадат и мерките од ИПАРД 2 програмата, како што се мерката инвестиции во основни средства, за кои што на последниот повик кој што беше во јануари стигнаа рекордни 1099 барања, а за мерката инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, како и мерката диверзификација на фарми и развојни бизниси, за која што се веќе склучени 17 договори предходниот месец во износ од 5,1 милион
евра, а во мерката 3 значи инвестиции во основни средства. Исто така имавме повик после година и половина на почетокот на годината, стигнати се 65 апликации, односно само за мерката 1 и 3 во јануари и февруари на повикот се побарани средства во износ од околу 30 милиони евра, а има на располагање 25 милиони самите повици, а веќе се склучени по однос на првиот повик околу 940 договори, а за 658 веќе побарана исплата од страна на платежната агенција, а околу 200 до денес, колку што сум информиран, веќе се исплатени. Силно ќе работиме на делот на ИПАРД, на зголемувањето на искористувањата. Активно работиме на една кампања за публицитет на ИПАРД во 90 населени места, со 90 настани, со 6 регионални форуми, со многу работилници инфоденови, се со цел да постапката ја прилагодиме и ја доближиме до сите корисници и апликанти, така да во секој поглед и преку сите програми кои што ги наведов се воведуваат нови мерки и политики, односно се прави нов инпут и притисок за реализација на мерките од самите програми кои што или креирање на новите или промена на законската регулатива која што веќе ја утврдивме, се со цел за олеснување и зголемување на искористеноста на сите мерки политики и особено нивно влијание во делот на руралниот развој и задржувањето на луѓето во руралните средини, а секако дека темата која што денеска ја тангираме е дел од сите овие политики. Ме радува што денеска тука се собрани голем дел на чинители кои што навистина се заинтересирани страни и сметам дека дискусијата како и од претходните неколку сесии, каде што лично барав и записник од сето она што се дискутира и што се заклучоци, ќе ни користат во следниот период во креирањето на самите политики. Во името на владата изразувам благодарност до USAID, до помошта од Република Словачка и Европското движење Република Македонија, што ја овозможи реализацијата на оваа национална конвенција и на овие неколку настани во текот на оваа година. Очекувам и денеска успешна и плодна дискусија и секако препораките ваши ќе бидат значени за Министерството, за мене лично, за постапување натаму во делувањето, во креирањето на политиките, секако дека имаат сериозно место, односно ќе бидат сериозно третирани и се надевам со сигурност имплементирани. Затоа ми е драго што сум дел на овој четврти настан, јас на 3 бев на првиот од оправдани причини не, меѓутоа пораката е дека навистина ова не е битно и препораките најсериозно ќе бидат третирани од наша страна во понатамошниот период. Благодарам.